Добре дојдовте. Денес лаптопот е, скоро дел од нас, нели? Го мкнеме секаде, работиме, се дружиме, гледаме филмови. Едноставно, алатка без која животот е веќе тешко замислив. Апсолутно. Стана неопходен. Баш затоа, денес ќе нурнеме малку подлабоко во тоа како овие справи стигнаа до тука. Значи, ќе ја разгледаме еволуцијата врз база на материјаливе што ги имаме, кои ја следат целата таа приказна. Да, ќе ги видиме клучните моменти, тие први чекори што го оформиле лаптопот што го користиме денес. Мислам дека е важно да се знае тоа, за да цениме што имаме сега. Точно. Ајде да почнеме. Може би со нешто што одма покажува колкав пат е поминат. Да речеме првиот пренослив компјутер, Osborne 1 од 81-ва. Документите велат. Чекај, 10,7 килограма. 10,7. Скоро 11 кила. Да. Потежок од гајба пиво. И цената $1,795 тогаш, што било сериозна пара. Можеш да замислиш да тегнеш 11 кила компјутер. Мора да го разбереме контекстот. Osborne 1. Тоа било првпат некој да спакува се, екран, тастатура, дискети во нешто што можеш да го затвориш како куфер и да го пренесеш. Тоа само по себе било револуција. А тежината и цената, иако денес изгледаат лудо, тогаш биле прифатлив компромис. Само за да можеш да имаш компјутер надвор од канцеларија. Значи не било за работа в парк, туку да го принесеш од работа дома, например? Токму така. А ова е најчудното, барем за мене изворот вели немал батерија. Морал да биде уклучен во штекер цело време. Како тогаш пренослив? Тука е финтата во перцепцијата. Значи пренослив во 81-ва значело преместлив. Преместлив. Да можеш да го склопиш, да го ставиш во кола, да го однесеш некаде каде што има струја. Тоа било тоа. Немало идеја дека ќе работиш во воз. Јасно. А плюс тоа доаѓал со цел пакет софтвер, текст процесор, табели, бази. Сето тоа вклучено. Вредноста на тој софтвер била скоро колку самиот компјутер. Навистина. Да. Софтверот тогаш бил скап и се купувал посебно. Ова било огромен плюс. Материјалите го спомнуваат и Алан Кеј како развивач што има смисла. Тој е визионер за преносливи уреди. И да, работел над CP/M 2.2 оперативен систем. CP/M. Да, тоа беше стандардот пред MS-DOS. Замисли го како предходник на Windows. Аме се со текстуални команди, без икони, без ништо графичко. Добро, значи Osborne 1 ја отворил вратата. Ама вистинската мобилност, без бак кабли, кога дошла таа? Изненадувачки брзо уствари. Веќе следната година, 1982, се појавува Epson HX20. Одма следната година? Да. И ова е моментот кога лаптопот почнува да личи на нешто што стварно можеш да го користиш во движење. Имал вградена батерија. Тоа е веќе друго. И каква разлика? Од скоро 11 кила кај Osborne, овој тежел само 1,6 килограми. Само $1,600. Да, и цената била доста пониска, $795. Огромен скок кон вистинска преносливост. Леле, една година скоро 10 кила полесен и со батерија. Звучи неверојатно. Сигурно имало некои жртви, компромиси. Технологијата тогаш. Апсолутно. Компромисите биле големи. Екранот, например, бил многу мал. LCD со само 4 реда текст. 4 реда? Како на Digitrон скоро. Слично на тие понапредните калкулатори, да. Не можело нешто комплексно да се работи. Ама, интересно, имал и вграден мини принтер. Со рол на хартија како фискална каса. Принтер? Во лаптопот? Да. Се гледа дека уште експериментирале што се треба да има еден пренослив компјутер. Ама клучот била батеријата. Таа ја отворила вратата кон идејата да работиш било каде, без штекер, дури ако бил ограничен. Значи од преместлив до пренослив со батерија за година дена. Брзо одело тоа. Ама предпоставувам, тие малечки црно-бели екранчиња не биле баш долгорочно решение. Кога прогледале во боја лаптопите? Тоа дошло малку подосна, 1989, со NC ProSpeed CSX. Ова било стварно голем чекор. Првиот лаптоп со екран во боја.
Конечно боја. И не било каква боја. Користел активна матрица, TFT технологија. TFT, што значи тоа? Па за разлика од постарите пасивни матрици кои беа бледи, бавни, со лош контраст, TFT давал остра слика, живи бои, брзо освежување. Тоа го направило екранот во боја на вистина употреблив и го отворил патот за графички интерфејси, за мултимедија, за поубав софтвер на лаптопите. Значи, не било само шминка, бојата донела и нови можности. Токму тоа, замисли разлика да работиш табели, графикони во црно-бело или во боја, или да правиш презентации па и игри. Бојата драматично го сменила корисничкото искуство. И изворот спомнува дека овој нек имал Intel 80386 SX процесор. 38-ска. Да, 386-ка. Тоа е исто важно. Таа серија на Intel беше голем скок во моќноста и му возможи на лаптопите да вртат посложени работи, кои до тогаш беа само за десктоп компјутери. Значи, комбинација, подобар екран и повеќе сила. Добро, стануваат помоќни, поубави за гледања. Што е следно на листата прв пат? Влегуваме во 90-тите, така? Влегуваме, да. И тоа во ера на експериментирање со начинот на користење. Во 1993 Компак го вади Кончерто. Ова е интересно. Се смета за прв лаптоп со екран на допир. Екран на допир, во 93-та. Ама чекај, како функционирал тој? Не вака со прст како денес на телефон, сигурно. Не, никако. Тоа била технологија со пенкалце. Stylus-based. Екранот реагирал само на притисок од специјално пенкалце, не на прст како денешниве капацитивни екрани. Аха, со пенкалце. Да. Идејата на Концерто била интересна. Бил како хибрид, можел да се користи нормално, ама тастатурата се вадела и останувал само екранот, како некој ран таблет. Па си пишувал или цртал со пенкалцето. Значи, идејата за таблет постоела уште тогаш. Па да, се обидувале да спојат два света. Изворите велат имал 4 мегабајти RAM, ама можела да се прошири до 20. Таа можност за надградба била многу важна тогаш. Софтверот станувал се потежок. А тежина? Епа, тука уште биле тешкички, 4,5 кила. Се уште не бил баш лесен за носење. Добро, идејата за таблет значи од 93-та. А следната година, 94-та, изгледа била баш продуктивна. Две битни работи се случиле тогаш. Прво, IBM ThinkPad 755 CD. Прв лаптоп со вграден CD-ROM. Колку тоа сменило? Многу. Екстремно важно. Да се подсетиме. До тогаш главен медиум биле флопи дискетите. 1,5 мегабајт капацитет горе-долу. Да, се сеќавам. Со CD-ROM-от одеднаш имаш околу 650 мегабајти на еден диск. Огромна разлика. Ова не само што го олеснило инсталирањето на големи програми и оперативни системи, туку отворило врата за сосема нов тип содржина – мултимедија. Интерактивни енциклопедии со видео, со звук, игри со јака графика, големи бази. Се тоа стана возможно со CD-ROM. А тоа што бил вграден во лаптоп, значало дека таа нова дигитална содржина станува достапна и во движење. Го сменило тоа што може да прави еден пренослив компјутер. Значи, CD-ROM не бил само за складирање, туку за нови искуства. А втората иновација од истата 94-та. Изворот вели Apple PowerBook 500 и првиот trackpad. Пасар немало глувче пред тоа. Имало начини да се движи стрелката, ама често беа несмасни. Најчесто беа трекбол, топче што го вртиш со прст. Да, топчето. Или pointing stick, она црвеното гумено копче меѓу тастерите, кај постарите ThinkPad-и. Аха, го знам тоа. Функционираа, ама бараа навика, не беа секогаш прецизни, и Apple со PowerBook 500 го воведува трекпедот. Рамна површина, осетлива на допир, лизгаш со прст. Како денес. Да. Се покажало како многу поинтуитивно и поефикасно решение за навигација кога немаш место за глувче. И брзо го прифатиле и другите. Стана стандард што го користиме и денес. Мала работа, ама ергономски направи огромна разлика. Стварно, трекпедот денес се зема здраво за готово. Добро, значи 94-та подобрена навигација и податоци, потоа фокусот оди на поврзување. 95-та пак IBM ThinkPad 701.
прв USB порт. Што било толку револуционерно кај USB? За да ја сфатиме револуцијата на USB, универзален сериски бас, треба да се сетиме на хаосот пред него. Каков хаос? Па за секој уред, печатач, скенер, глувче, тастатура, модем, имаше различен порт. Сериски, паралелен, PS2. Да, различни кабли за се. Токно, секој со свој кабел, често огромни конектори, па инсталирај драйвери, па конфигурирај. Кошмар беше. USB вети универзален стандард. Еден порт за се. Лесно приклучување, plug and play. И многу побрз пренос. Приклучи и користи. Да, IBM ThinkPad 701 бил пионер во ова, кај лаптопите, иако на почеток немало многу USB уреди и требале неколку години да стане стандард насекаде, ова бил почетокот на крајот на хаосот со кабли. Изворот вели и дека доаѓал со Windows 3.11 и меморија од 4 до 40 мегабајти. Дава слика за средината на 90-тите. Дефинитивно го подценуваме USB денес. Добро, поедноставно поврзување, ама уште збориме за жици. Кога конечно се откачивме од нив, барем за интернет? Тој момент дојде на крајот на милениумот, 1999, пак Apple, со нивниот шарен iBook. iBook, да, се сеќавам на дизајнот. Тоа беше првиот лаптоп за широка потрошувачка, што понуди вградена опција за бежично мрежно поврзување, Wi-Fi. Или како што Apple го викаше тогаш, AirPort. AirPort. Да. Идејата беше едноставна, ама гениална. Мала картичка во лаптопот, базна станица вклучена во интернет и одеднаш. Можеш да сурфаш од кауч, од двор, без кабли. Тоа стварно звучи како пресвртница. Не само што е пренослив поради батеријата, туку и врската со светот станува бежична. Точно. Wi-Fi ја смени самата природа на лаптопот. Од самостојна машина стана прозорец кон интернетот, секаде каде што има сигнал. Ова овозможи сосема нови начини на работа, комуникација, работа од кафичи, аеродроми. Лаптопот стана вистински мобилен портал. Кога првпат видов Wi-Fi во акција, изгледаше како магија спрема маките со модеми и мрежни кабли. Од кабли на секаде до безжична слобода. Импресивно. Ама, иновациите не застануваат. 2003 пак Apple, PowerBook G4, воведува нешто можеби помалку револуционерно, ама многу практично, прва осветлена тастатура. Можеби не е скок како Wi-Fi, да, ама осветлената тастатура е супер пример за иновација што го подобрува користењето во одредени ситуации. Дефинитивно. Колку пати си се мачел да пишеш во темна соба, во авион навечер, тоа што тастерите нежно светат прави огромна разлика. Покажува зрелост во дизајнот, се мисли и на такви детали што го прават користењето полесно, поудобно. Многу луѓе денес го сметаат ова за задолжително. Корисно е, нема збор. И така полека доаѓаме до поновата историја. Следната голема прва работа е од 2015-та 12-инчниот Apple MacBook и користењето само на USB-C порт. Ова крена прашина тогаш, нели? Само еден порт за се. Да, баш се дискутираше многу ми накритикуваа, демек премногу радикално, бараше адаптери за се, за стари USB уреди, за монитори, дури и за полнење ако нешто друго ти е вклучено. Да, се сеќавам на критиките. Ама визијата за USB-C беше токму таа, да се создаде еден, универзален, реверзибилен порт. Реверзибилен, да, нема веќе вртење на кабелот. Точно, и тој еден порт да може се. Брз пренос на податоци, видеоизлез со висока резолуција и да го полни самиот лаптоп. Кулминација на идејата од првиот USB, ама многу помокна и флексибилна. И иако имаше отпор, USB-C денес е, насекаде. Апсолутно. После првиот шок и транзицијата, индустријата го прифати како стандард. Денес го има скоро на сите нови лаптопи, често и повеќе портови, на таблети, телефони. Да, и на телефони. Го поедностави хаосот со кабли и полначи. И овозможи уште потенки и полесни уреди, бидејќи заменува повеќе различни, поголеми портови. Тој 12-инчен MacBook, иако контроверзен, го забрза прифаќањето на овој стандард. Добро, кога ќе ја видиме целава приказна, патувањето е неверојатно.
Од Osborne 1, тежок 11 кила, врзан за штекер, црно-бел екран, па преку првата батерија со Epson, првата боја со NEC, првиот допир со Concerto, прв CD-ROM и прв тракпад со IBM и Apple, прв USB, па прв Wi-Fi, прва осветлена тастатура, до универзалниот USB-C. Секој чекор носел нешто ново. Токму така, оваа приказна не е само листа на датуми и модели. Тоа е приказна за постојано решавање проблеми. Како да го направиме помал, полесен, како да му дадеме батерија, како подобар екран, полесно внесување податоци, полесно поврзување. Да. Секоја иновација што ја спомнавме беше одговор на некое такво прашање. Се гледа таа итеративна природа на технологијата, чекор по чекор, надградување, кон целта за помош на поповрзана, поинтуитивна алатка. Лаптопот денес е резултат на децениски труд и понекогаш, храбри одлуки. И тоа не носи до една интересна мисла за крај. Ако нешто научивме, тоа е дека еволуцијата не застанува. Гледаме постојани подобрувања, ама кој би можел да биде следниот голем скок? Следната вистинска прва работа што темелно ќе го смени концептот на преносен компјутер. Добро прашање. Дали се флексибилни екрани што веќе ги гледаме помалку? Може би уште подлабока интеграција со вештачка интелигенција, нови начини на контрола, гестови, мисли, или нешто што сега не можеме ни да го замислиме. Каде одиме од тука? Тоа е прашање што, останува отворено.